Здраво бистови, како сте? Добро дојдовте во моето ново видео. Денеска во видео решив да ви покажам како оди една обработка на дрво, мислам као денеска ќе направиме она полица од дрво. Нема би голема као мала полица, една долга као да кажам као штица, рамна и една за над зид да се покрити. Таа полица ќе биде поставена као вака нешто над зид. И оние фигурички од Хари Потер сигурно сите ги знаете, ги гледате на лајвови на TikTok. Ќе си ги наредам на таа полица или некои други декорации. Ќе направиме сега и ќе ја монтираме на зид таа полица. Одиме сега долу, подрум ми се сите алати и материјалите што треба да ги искористам за ова работа. Немам ки знаат колку алатки нормално. Имам бурмашина, имам некои основни алати што ми требаат за обработката и штрафчиња за штрафување, ракавици за на рацете нормално. И тоа е тоа. Пред да почнеме со видео, вие што треба да направите, као и секогаш, лайк, subscribe, share и комент. Одиме на 900 subscriberi сега наредни, се стигнавме више 813 сме сега subscriberi. Вчера на лайв бевме и на лайв на TikTok ги дочекавме 800 subscriberi. Ако сте спремни, можеме да почнеме со видео, одиме долу и да ја почнеме работата. И бистови тука сме стигнавме, мислам долу сме в подрум, под собата кај што порев сега горе. Ама спремни сме. Овие непотребни ќе ги тргнам долу штици. Мето како и секој мајстор што си имат. Сите штици ќе ги тргнеме доле. За почеток ракавица ставиме за работа. Можеме да почнеме. Ете. На едната рака доволно на таа што ќе не држам штицата, а другата не ми требат. Епа вака. Еве скицата. Мислам која скица вака би требало да изгледат нешто од прилика. Должина ми е 40 сантима. Имаме големина, мислам, како да го кажам вака. Ова е 10 сантими и дебелина ни е 2 сантими. Вака би требало нешто да изгледа, дали се приметуваат, не знам колку ќе разберете, али ова, браво, ова. Тоа е тоа. Може да почнеме? Сега треба да ги измериме штиците, да ги обележиме и да сечиме. Машината тука, да ви покажем и тоа. Еве машината спремна е за работа. Двете батарии не се полни, така да ќе држи. Штрафи имаме доволно овде, уште од сабата која ја реновирав, остана уште 1000 штрафи во кутијата, 500 се потрошени околу. Можеме да почнеме сега со работа. Да измериме штицава. Сега, ако забележавте овде вака имат дупки, така да ја сечиме во средина. 40 сантими од средина земеме и на друга од средина земеме 40 сантими. И мислам дека ќе биде добра. Почнуваме. Сега да положиме, да ја сечиме. Иначе немојте никако забравите лайк и subscribe. Тоа е најбитното. Одиме. Од оваа страна ќе ја земеме 10 сантими. Исто сега почнеме од десетка овде до 40. Ова ни се тие што треба. Ова. Пак ова. Ова, викам и ова. Тоа е тоа. Можеме да почнеме со сечење. Да направи подолго сечењето го скратувам, пошто сечам со рачна пила. Сега само ќе покажам секунда. Еве. Ова рачна пила, со ова ќе сечам машинска, мислам батеријска како и да сакате кажете. Немам таква, така да ќе сечеме со ова, затоа ќе траи малку подолго и нема да го гледате тој процес, ќе изгледате. Откако ќе биде све исечено и монтираме. И ќе ја монтираме горе в соба и тука го завршуваме видеото. Првиот дел дечки е готов, еве како што рековме, 40 сантими. Само да измериме дали толку.
Точно 40. Тоа е тоа. Првото е парче готово, не треба уште едно вакво парче кое ќе испадне после вака. Еве вака би требало да испаднат овие, гледаш? Гледаш. Браво. Ето вака. Еве. Ова е ова. Пак ова е ова. Ова е тоа што сакав да го направам. Сега големината ќе биде иста и на горнева. И во овие кај што гледате линиве вака. Идит штрафот натре што ќе го монтират во зидот. И мислам дека ќе испадне многу добро. Се ги нарадиме оние фигурички од Хари Потер на тоа и мислам дека е супер. Сега само да го монтираме, да го исачаме и другова. Вие како што реков, ставите лайк, ставите subscribe, пишете во коментар оценка за мојата работа од 1 до милион. Од 1 до милион. Ајде. И пишете дали сакате на TikTok почесто правам лайвови. Као вчера беше феноменален лайв. Супер си поминавме, си се дружевме. Освен тоа, достигнавме 48 нови следбеници на TikTok и достигнавме 810 следбеници на YouTube. Тоа е многу добро. Дали да правиме почесто вакви стримови, кај што ќе чекаме и сабскрајбери на YouTube. Зашто да не? Мислам, следно да ги чекаме 850, па после 900. После 900 идат 1000 и на 1000 и како што ви рековме, giveaway-от. Можда некои од вас да добијат мала награда. Добро. Ефтина ќе биде како за почеток. Освен ако не се појави некој спонзор, некој кој ќе даде награда на giveaway-от, онда ќе имат доста поголема награда. Сега да го исачиме и ова парче и се враќаме да монтираме. Дечки, видите кој ни дојде вре? Ама со чипс. Си јади чипс и ме гледат кај што работам, окей. Парчињата се готови. И ова бидело мала грешка направивме. Браво. Ќе видиме, не е грешка ваѓа. Окей сме. Тука се. Еве го, вака бидело ова. И како што е вака, ова одит на зидот. Сега само треба да се исполираат со ова на местото кај што сечевме, да се монтираат и одиме дома да ги монтираме на зид. Дали сме спремни? Спремни сме. Кажи, Јана. Јана, како си помина денеска на школа? Ти од школа се враќаш сега, така? Никако. Што се деси на школа? Имавме англиски по распоред, ама Така? место да имам англиски не дојде наставничката. И прашува наставникот кој час сакате да одржите. Сите викаме физичко, едно девојче природни науки и одма природни науки држевме. Дали тоа девојче сега ќе го гледат ова видео? Баш ми е гали да го гледам. Дали ќе го гледат? Ој го Ако го гледат, Земете си why? чипс. Ако го гледат, зошто, Јано? Зошто? Зошто? Прашувам, ако го гледат, зошто тоа го направила? Зошто природни науки, а не спорт? Добре, спорт, знаете колко е по-убав, физичко ќе си трчате, ќе си играте, а вие природни науки сакате. Страшно. Многу е лошо тоа. Природни науки, добре. Природни науки си имаше секојаш може да се добиете гратис. А спорт никогаш не се добиват гратис. Дури многу ретко. Каде Јано? Дома. Отиши од дома, дојди да им објасниш прво на гледачите. Сега да се спирам за на тренинг. Што ќе преш на тренинг? Ќе играм фудбал. Зошто? За да погледам. Кога имаш надпревар? Не знам, не се знај. Оти на игра зашто на надпревари? Играм. Ето немам видено ја на надпревар. Па ти не видиш кичево. Ето ја не можам кичево да дојдам, ама Да идам ти- овде на стадион во Брод. Епа, Гледам во Брод надпревари ќе си играат. дечки чао. Оти на играш во Брод. Оти играм со Академија Пандев. Дечки Јана ми замина пак. О!
И ни дојда гости. Гости што не знаат да зборат, само да мјаукат. Луна и Лола се тука. Готово ба? Одиме на второво да го средиме и после да ги монтираме. Малку настана отиде нормално, пошто со рачна пила така само може да се сработи, тоа не е толку страшно. Така ќе си купиме можда професионална машина и за тоа и све ќе биде кај што треба. Ајде за сега вака. Мислам дека е добро. Ако не па, ќе смениме полицата, ќе си купиме професионална машина и тогаш ќе направиме да биде убаво. Еве го мачето, го видовте малку. Премните да работат, а? Има сињата малку да работат. Луна, Лола, дојди. Лола, дојди на. Не сака да дојди. Логично дека нема да дојди. Не сакаат да работат. Кој овде сака да работат? Има некој што сака да работат? Ваза не би се работи. Случајно. Или пак сите сакаме пари без работа. Така нема. Али ова не го правам за пари, овде дека работам за онака, за занимација, пошто интересно ми е. Па, зашто да не? Мислам дека е така. Зашто да не го работам, ако е интересно. Во слободно време ова се работам. Во некој ми видео на YouTube. Завршивме со ова. Сега идите монтирање. Мислам прво да ги спојувам. Вака нешто ова видело. Мислам дека е многу добро. Така, сега само лепакот да го земеме. Овде ќе туриме лепак прво и нормално и штрафој ќе ставиме. Па прво лепакот. Ето така, лепакот е готова. Сега да земеме стегач. Браво, патицата. Добре. Лепакот. Не отечува се среду го тамани към вака. И сега да го залепиме. Браво, чекай. Сега ќе тргнем долу. И овде ќе го монтираме. Одиме. Значи, кој ќе речам ја ќе видите? Ќе видите. Па не видите, онда ништо не правиме. Ето така. Видно. Ето, многу добро. Да се подсуши лепако, да ставиме штрафи и се гледаме горе соба за монтирање. И ще е штраф на крајот. Само ако излегле од позади, тоа е страшно. Ќе се изгледаме. Ги затегнахме многу добро. Сега може да влизат скроз овие, така. Ајде ти скроз повнатре. Мислам, ова нема можете. И стагачот можеме да го отпуштиме. Дечки, ова е тоа. Еве е полицата. Дали е добра? Сега ова сега гледаме после, да ви покажам само како ја монтирам. Чекай, мислам дека можам вака. Еве ти. Еве вака нешто надвиче стоит. И на неа идат фигурите од Хари Потер. Мислам дека е многу добро. Што мислите вие? Пишете во коментари, оценете ја од 1 до 10. Дали е добро? Ај вака за тамна. Дали е добро? Чекај. Вака. Добро, потреба сум насмем. Добро, за тамна оваа слика. Имаме добра полица и одиме да ја наместиме горе в соба. Дечки, еве сме дома. Сега да ја монтираме полицата. Овде негде ќе биде. Ево овде таман, лајвовите на TikTok ги правиме тука почесто и ќе се гледат овие фигурички од Хари Потер
Ќе ги ставиме вака. Чекаме пака. Вака, нешто би сторил, гледате. А можда и други декорации. Мислам дека е многу добро. Сега да ја тргнем столицава и да ја монтираме. И другата столица да ја тргнеме. Опа, чекај, заглави, браво. И другата столица ја тргаме. И почнеме со монтирање. Дали сега овде. Овде мислам дека би било добро. Мислам дека е многу добро овде. Малку по настранина. Вака. Топ. Само можете малку погоре, бе. Како е вака? Уствари вака не се ни гледат фигурите. Вака нешто ќе поставиме. Вака е многу добро. Само да гледам да е рамно. Ете. Страфовите се тука. Прво во центарот. Таа е машината. И почнеме. Опа, ќе се искршам да. Али како ти се снега. Прв страф е во центарот. Уште два, ако имат потреба, ќе додајме уште еден, али не мислам дека има, тоа е многу добро, само да видам отстрани како е личит. Може малку од оваа страна да се спушти навака. Сега да ја видиме. Многу добро. Али уште малку вака. Чекај, да секунда. Сега топ. Сега топ. Уште едно монтирање. Мислам уште едно стравче овде. Супер. И последното овде вака. И готово е. Еве го стравчето. Вакви страфови. Добри се. Јаки. Чекајте. Вака мислам дека е подобро. Одиме на последното стравче. Супер. И страфовите тука си. Добре. Тоа е тоа. Сега фигурите ги наредим. Го ставиме. И да ги наредим. Чекайте малко да се гледаме да не сметат. Вака е по-добро. Фигурите би и да. Вака нешто. Многу добро. Многу добро луѓе. Ќе треба место за уште една малку по-напред. Вака. Вака. Вака и златниот овде. И луѓе, како е? Мислам дека е доста добро. Ајде ви покажеме сега. Еве, полицата. Мислам дека предобро се гледа, само да го исклучиме светло сега. Гледате? Мислам дека е доста добро. Сите фигурички се тука. Јас сум тука нормално. И тоа е тоа. Еве вака. Топ. Масата е тука, кај што си правиме стрима и навечер на TikTok понекогаш. И мислам дека е многу добро сега само да го одјавиме видео. Па дечки, фала многу што го гледавте и ова видео. Ако ви се допадна, немојте да заборавите да ставите еден голем лайк. Ако не ставите дислайк, тоа е се. Пишете ми во коментар дали сакате уште вакви видеа од работилница како работам. Можда на некои други вакви ствари. Понатака. И толку. Што сакате да снимаме следно, може да пишете предлог. И тоа е тоа. Фала ви што гледавте уште еднаш. Поздрав, се навивао, се гледаме во наредно видео во понеделник. Чао!